Млади волонтери од Струмичкиот Црвен крст демонстрираа како треба да се даде прва помош на тешко повредени лица во сообраќајна несреќа. Пожарникари сечеа возило за да ги излечат младите лица кои настрадале. Екипи на брза помош ги транспортираа повредените. Вака изгледаше показната вежба за евакуација и спасување што ја организираше Црвениот крст, каде младите упатија порака дека секој треба да знае да укаже прва помош. Искрено апелирам до сите граѓани, не само млади, туку и возрастни. Свесни сме дека живееме во едно време, таква лудо време, каде што сите возиме брзо и независно тоа дали возиме, се случуваат удари и на нашите најблиски, должни сме, значи треба да чувствуваме должност према самите себе дека треба да знаеме прва помош. Вежбата беше дел и од кампањата "Твоето незнаење чини живот" кој се реализираше изминативе месеци, каде учесниците во сообраќајот ги освежуваа своите знаења како да пружат помош на повредени во тешки ситуации. Основна цел е значи да дадеме еден сигнал во однос на превенцијата за тоа дека треба да бидеме сите внимателни учесници во сообраќајот, затоа и со одделот за превенција, дека на населението сепак се уште сакаме да влијаме, дека секој треба да знае да дава прва помош, затоа што правилното и навремено давање прва помош ствари е многу битно за да спасиме човечки живот, ништо друго не е подрагоцено од човечкиот живот. Вкупно 60 представници од 5 институции учествуваа во вежбата која половина час го блокираше центарот на Струмица, каде пак голем број граѓани ги гледаја растрчаните волонтери, пожарникари, доктори. Митко Димчев од Дирекцијата за заштита и спасување тврди дека вакви вежби се потребни почесто. Уште побитно е и увежбувањето, односно координацијата помеѓу сите институции кои што се задолжени да интервенираат при елементарни непогоди или несреќи и се гледа нивната увежбаност, нивната координација и знаете секогаш има некои пропусти, меѓутоа сите учиме од грешките, значи после оваа вежба ќе имаме евалуација. Со денешната вежба Струмичкиот Црвен крст го одбележа светскиот ден на првата помош, при што упатија порака дека секој мора да биде подготвен при тешки ситуации, да подаде рака и да пружи помош на повредените.